Во Скопје се одржува министерска конференција посветена токму на демографската отпорност во организација на UNFPA и владата, каде што ќе се соберат представници од над 30 земји. За тоа што значат овие трендови, какви решенија се бараат, утрово одговори ќе побараме од Јованка Брајовиќ Григориевиќ, вршител на должноста, шефица на канцеларијата на UNFPA во Скопје. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. За почеток, што е главната цел на оваа министерска конференција за демографија? Оваа министерска конференција се организира како продолжение, да кажам, на првата министерска конференција на оваа тема во 2021 година. Првата се одржа во Софија, исто така беше од меѓународен карактер на високо ниво, и ова е втора после 5 години. Би кажала дека фокусот е да се соберат представници и да се добие политичка посветеност и заложби кои што понатаму ќе се реализираат на национално ниво, но секако и во рамки на механизмите за регионална соработка, а кои што во фокус ќе ги имаат потребите на луѓето. Значи, градењето на демографска отпорност не е процес кој што се фокусира исклучиво на одредени аспекти кои што влијаат на демографската структура на сликата во државата, туку бара системски одговор од повеќе аспекти, од повеќе сектори, и токму затоа преку оваа конференција очекуваме преку размена на искуства, дискусии, практики од разни земји од регионот, а и пошироко ќе имаме гости од подалечни земји, да кажем, што не се традиционално дел од Балканот и од Европскиот регион, за да видиме со какви механизми и мерки се осврнуваат политичарите и носителите на одлуки на оваа тема и што тоа би можело и дека и нас да се реплицира или да се адаптира како модел кој што би помогнал во креирањето на соодветни политики, соодветни на потребите на лицата, да истакнем. Кога зборуваме за демографска отпорност, што точно значи овој концепт? Овој концепт подразбира дека во прва линија дека се препознаваат процесите кои што се случуваат во државата. Значи, ние не сме изолирана држава или изолиран регион. Глобално во светот, брзината со која што населението, светското население растеше, нели 7, 8, 9 милиарди, таа брзина успорува. Меѓутоа, тоа успорување не е рамномерно секаде. Во некои региони натаму гледаме континуиран раст на населението, во одредени региони гледаме континуирано намалување на населението. Таков случај е со Европа воопшто, меѓутоа посебно Источна Европа, Балканот. Тука се забележува во светски рамки, може да се каже, најголемо или најбрзо старење и намалување на населението во државите од овој регион. Факторите за тоа се повеќе, значи од намалување на стапките на фертилитет, обично тоа е нешто прво што се зема како мерка и на тоа треба да работиме, меѓутоа не е толку едноставно и не е тука клучот на да кажеме и на предизвикот и на проблемот. Значи, она што влијае на старењето на населението, секако е и подобрените услови за живот, кои што водат кон продолжено очекувано времетраење на животот, понатаму подобрата и здравствена грижа, хигиенско-санитарни услови, исхрана и така натака, достапност до медицинска грижа. Меѓутоа, голем фактор се и миграциите. А ние како држава и воопшто како регион сме со една, да кажем, подолга традиција на дали привремено, дали трајно иселување. И тоа е тренд кој што се гледа глобално. Значи, луѓето не се фокусираат и не остануваат само во рамки на една држава, на еден регион. Глобализацијата си носи можности и луѓето, нели, тоа е природен процес кој што не може да се запре. Она што е битно за градење на демографска отпорност е да се препознаат тие фактори, што се случува, кои се потребите, какво ни е населението, како е распоредено и дали ги имаме соодветните услови, инфраструктура, политики, мерки кои што ќе ни овозможат од една страна државата да максимално да го искористи потенцијалот на своето население што е во државата, од друга страна потребите на тие лица што живеат тука да бидат задоволени. Значи, посебно да се има при тоа на ум човековите права, правото на избор, дали, кога, со кого, колку деца ќе се има, нели? И така натака, тука ќе застанам на кратко. Источна Европа ја споменавте. Каде е тука Македонија? Дали трендовите ќе нас се загрижувачки или не знам дали требаше да го поставам прашањето дали се загрижувачки туку, дали превземаме доволно
за да не се грижиме толку во иднина? Така, мислам дека прво сакам да истакнам дека трендовите што ги гледаме во нашата држава се развиваат постепено и во континуитет. Не само кај нас, туку сите. Значи, тоа не се промени до кои што ние доаѓаме преку ноќ. Тоа се процеси кои што траат години, да речем и децении. Значи, ние веќе 30 години и повеќе сме под 2,1 дете, она што е цитирано нели како стапка на фертилитет, кој што ни е неопходен за природна репродукција и замена на населението. Меѓутоа ги споменав миграциите, зголеменото, продолжениот животен век и така натака. Мислам дека последниве години бележиме дека навистина има оваа тема добива поголемо значење и во нашата држава, меѓутоа и во другите држави кои што посебно во регионот на Источна Европа се соочуваат со слични, па би рекла и подинамични и побрзи процеси на старење и на имиграција. Не би кажала сега ние сме најдобри или најлоши, значи веќе кажам има и држави кои што се поназад или понапред во тој процес во однос на нас, зборувам за од Балканскиот регион кој што имаме слична историја, слична инфраструктура, слични капацитети и така натака. Значи може си, јас велам секогаш може подобро и добро е токму затоа и во партнерство со владата и со Министерството за социјална политика, демографија и млади заеднички го организираме оваа министерска средба. Меѓутоа тоа е само една активност и секако нема се да се ниту да се реши, ниту да се заврши со тој настан. Тој настан е всушност само еден како поттик да ги собереме сите политичари, сите носители на одлуки и дополнително да се инвестира и да се работи на таа тема. Инаку државата, да споменам, работи во финална фаза, би требало наскоро да се најде на ИНЕР стратегија за демографија, која што токму мултисекторски гледа на овие прашања. Тој документ е хармонизиран или усогласен, да кажам, со националната развојна стратегија, со стратегијата за млади. Значи, во сите мора да се гледа на сите тие теми мултисекторски. Не фокусирано само на еден или друг аспект, значи ги споменав миграциите, зошто мигрираат младите, дали имаме доволно опции за вработување, за домување, стабилна работа. УНФП минатата година во последниот фактички глобален извештај кој што го продуцираме еднаш годишно, минатата година се осврна токму на така наречената криза со фертилитетот и прашањето што стои зад кризата со фертилитетот, зборувам во глобални рамки, не само кај нас. Сакам да истакнам дека не е ова само прашање што ние го гледаме и се соочуваме во нашата држава. Причините кои што ги цитираат луѓето зошто значи ги прашуваат дали имавте доволно деца колку што сакавте и најчесто одговорот е не. И тука се тие фактори, значи домување, работа сигурна, пристап до здрава животна средина, вода за пиење и така. Ниската стапка на наталитет и иселувањето се провлекуваат како едни од поглавните причини. Сега која од овие два фактори е подоминантен, односно која повеќе се гледа како поголем проблем? Искрено мислам дека се подеднакво важни, затоа што еве и со било какви мирки да се дојде до покачување на стапката на фертилитет, 1, 2, 3 деца. Ако условите во државата не се такви што тие родители ќе сакат да останат и тука да живеат нели во нашата држава, значи ќе дојде до миграција, несумнено. Значи ако ниту една мерка изолирана не може да се каже дека е клучна или дека е поважна. Подеднакво се важни сите мерки. Самото покачување на бројот на раѓање и на бројот на децата не нужно значи дека на долги патеки државата гради сигурна иднина и стабилност на бензинскиот систем, на социјалната заштита, на одржливоста на сервисите. Каде се тука младите во креирањето на овие политики? Вака убаво звучи кога се слушаме, но знаеме дека и во многу места во Македонија за жал нема основни услови каде што младите може да креираат иднина. Колку тука треба да се вклучат младите? Колку се слуша нивниот глас? Бидејќи тука имаме, се гледа и на социјалните медиуми, судир на генерации. Ако за повозрасните луѓе нов асфалт, чиста вода за пиење и слично е нешто за славење, за младите тоа се подразбирало дека требало да се направи изминативе 30 години. Каде е тука судирот на генерации, колку сето ова влијае врз креирањето на овие политики и дали искрено доволно се слуша гласот на младите и на генерациите нови?
Јас вака би истакнала, младите се апсолутно клучен чинител и би апелирала на поголемо нивно вклучување, една проактивност во процесите и да придонесат како активни чинители во развојот на државата. Да појдеме и од законската рамка или регулативите кои што го возможуваат вклучувањето на младите. Значи, имаме национална стратегија за млади 2023-2027, која што предвидува мерки, која што предвидува приоритетни области за делување и каде треба да бидат фокусирани нели напорите. Меѓутоа, таа стратегија на млади, национална, треба да се спушти и да се спроведува и на локално ниво. И сега тука гледаме дека не толку брзо процесите на локално ниво ги следат она што се обврски или што е рамка или можности што го дава некој стратешки документ на национално ниво. Би апелирала и на поголема соработка и со ЗИЛС и со општините. Значи, секоја општина треба да има локален младенски совет по закон. Сега свесни сме дека некои општини се многу мали или немаат притежно повозрасно население. Треба одредени адаптации во пристапот, секако. Но исто така е многу битно и самите млади да се чувствуваат дека имаат простор и можност и да се охрабрат да делуваат и да пристапат со предлози, со идеи. Јас верувам дека во поголемиот дел од општините би имале слух, затоа што имаат општините и законска обврска и да формираат совет и да имаат одреден буџет за активности и да поддржат младенски центар. Меѓутоа, сите овие елементи, ако младите не ги знаат, ако не се вклучуваат, остануваат само на хартија, тешко се реализираат во пракса. А тоа е механизмот првичен и, да кажам, во една структурирана форма да придонесат. Какви конкретни резултати или препораки очекувате да произлезат од самата конференција? Очекуваните резултати и препораките, не би сакала јас пред време да зборувам, нели ќе видиме на крајот, меѓутоа тоа што го очекуваме е секако да се истакнат пристапите, мерките, начините на работа и на постапување што покажуваат резултати и истовремено, бидејќи е на високо ниво, очекуваме вистинска политичка поддршка и заложби за тоа понатаму да се реализира во пракса. Споминавте број на држави, мислам над 30, значи имаме министри, имаме заменици министри, имаме заменик премиер од една држава, навистина еврокомесар од Европската банка за обнова и развој, од Советот на Европа, високи представници од UNFPA. Значи, навистина, оваа тема заслужува големо внимание, затоа и нивото е тоа што го имаме, а понатаму останува на нас како држава, но и на останатите земји учеснички, она што ќе го видат како пракса и тие заложби и тоа резиме од што се клучните препораки, понатаму да се реализира на национално ниво во државите кои што ќе учествуваат кај нас. И за крај со Саманакосо, треба ли овие промени да не загрижуваат или да не мотивираат за акција? Доцна е за акција или можеме да преземеме нешто? Не, никогаш не е доцна за акција, меѓутоа мора да сме синхронизирани, мора да сме усогласени и да имаме стратешки правец каде се движиме. Тоа мислам дека го имаме и сега е потребно посветеност и буџети за она што е дефинирано како приоритет во стратешките документи, понатаму да се реализира. Ако е стратегија за млади, да има буџет за таа стратегија да се реализира. Ако е стратегија за демографија, повторно да има буџет и да има усогласеност и координираност помеѓу сите чинители за тие мерки успешно да се реализираат. Така. Благодариме многу за гостувањето во Македонија наутро. Навлегов малку и во некои исто така други прашања, нели, но сепак поврзани со темата и важни, за да дадеме една целосна слика за овој настан и оваа министерска конференција. Ви благодариме уште еднаш.